По рекламите време за вестите на Ирис телевизија. Во Виница традиционално денеска се одржаат Тодоровите трки. Виничани веќе 91 година се надпреваруваат во трчање на овој празник. Од оваа година манифестацијата има хуманитарен карактер. Средствата кои се собрани денеска ќе бидат донирани на социјално ранливите семејства. Виница денеска слави Тодорова сабота. Во овој град традиционално веќе 91 година се одржуваат Тодоровите трки. Градскиот стадион е местото каде што и младите, но и старите учествуваат во трките на 100, 200, 300, 400 метри, но и во други дисциплини. Оваа година Тодоровите трки имаат хуманитарен карактер. Средствата кои ќе се соберат ќе бидат донирани. 1926 година за прв пат во Виница се организирани Тодоровите трки. Оваа традиција продолжува до ден денес со нови содржини, со исто така со многу народ како и секоја година. И што сакам да истакнам за прв пат оваа година, што е епитет за Виница, најхуман град на Балканот и пошироко, оваа година Тодоровите трки го носат презнакот хуманитарни Тодорови трки. Средствата што ќе се соберат на овој настан ќе бидат дадени на луѓе, наши сограѓани од Виница, на кои овие средства ќе бидат највеќе потребни. Нека не е за многу години. Најмалите велат дека се радуваат што тие денеска ќе продолжат традицијата на своите родители. Јас ги памтам како деце, ние кога бевме такви исто, се тркавме. Колку години имаш? 5. И ти учествуваш во Тодоровите трки? Да. На колку метри ти се тркаш? На 40. На 40. Јас многу сакам да учествувам на Тодорови трки. Прв пат ли учествуваш или Не. по кој пат? По 5. Да. Имаш некој пат победено? Не. Која ти е целта? Па сакам да победам. Во трките секоја година учествуваат и пензионерките. Покрај тоа што се надпреваруваат од рано наутро ги завршиле и сите обичаи за празникот. Месење на погачка за здравје и среќа и присуство на утринската литургија во православните храмови во Виница. За прв пат сакам да учествувам јас со мојата организација од Златна доба, Унија на жени, да си покажеме ги своите сили и да бидеме дел учеството и ние. Јас се тркам 5 пат. Тоа е убаво, а секоја година на тај ден е многу убаво времето. И да биде пред тоа лошо, но утрото се одма промени. Прв пат доаѓам тука и сакам со жените да се учествувам и јас. Во која трка ќе учествувате? Подготвени ли сте? Да, подготвени сме. На 200 или на 300, колко ни определят. Имате некој пат победен? На 4 години наред победа имаме. Многу ми е мило што ова се следува во Виница, што го има секоја Тодор. Полани на Тодорови трки бев прво место зема. Покрај Виница во источниот регион Тодорова сабота се слави и во Свети Николе, каде што се одржува меѓународниот фолклорен фестивал. Се почесто од депресија страда и младата популација. Невработеноста, лошата економска состојба, како и стресниот начин на живот се дел од причините за појава на депресија. За да се намалат последиците од депресијата, но и да се задржи општествениот статус, потребно е рано детектирање и нејзино лекување. 1 на 4 луѓе страда од депресија, покажуваат светските статистики. Ништо поразлично не е и во Македонија. Невработеноста, лошата економска состојба и безпарицата, како и стресниот начин на живот, се едни од причините за појава на депресија, посебно кај младата популација. Бројките се зголемуваат и депресијата конкретно, бидејќи ме прашавте како една состојба, расстройство е присутно и кај најмладата популација. Владее митот дека од депресија може да страдаат само возрастните, но тоа не е точно. Депресија е присутна и кај најмладите групи, дури може да биде присутна и кај деца и оваа состојба мора да се детектира рано. За да се намалат последиците од депресијата, но и да се задржи општествениот статус, потребно е рано детектирање и нејзино лекување. Голем дел од пациентите кои страдаат од депресија не ја добиваат потребната поддршка, ниту од семејството, ниту пак од средината во која живеат.
Да се работи на неа, бидејќи важно е да се пружи ран третман на сите ментални расстройства. Пред 2 години Министерството за здравство донесе одлука во сите здравствени домови да се отворат центри за детектирање на депресија. Според планот, центрите требаше да функционираат после 15 часот, а на пациентите да се обезбеди целосна дискреција. За жал, проектот не профункционира и центрите за брзо време беа затворени. Добар дел од лицата кои страдаат од депресија јавно не сакаат да зборуваат за својата болест, бидејќи се плашат од стигматизирање, но и од отфрлање од општеството. Незаинтересираноста и непосетуваноста на центрите беше причина за нивно затварање. 17-годишно девојче од Кочани се здоби со тешки телесни повреди, откако рано утринава на крстосницата на улиците Киро Кекиновски и Теодосија Паунов. Во неа со автомобил Опел Корса удрил 23-годишниот возач ДП, според извештајот на СВР Штип. Во незгодата пешакот се здобил со тешки телесни повреди, отворена фрактура на лева подколеница, скршеница на десна кучна коска, на рамото и потрес на мозокот, кои биле констатирани во јавната здравствена установа Кочани, пошто била препратена на понатамошно лекување во клиничкиот центар Штип. Увид на местото на настанот извршила уведна екипа од полициската станица Кочани. Во Беровското село Русиново изгоре борова шума. Шеснаесет години од убиството на првиот македонски офицер во воениот конфликт во 2001 година. Во Виница денеска се удаде почит на капетан Кирчо Димитриов. Во Виница денеска се одбележаа 16 години од загинувањето на капетан Кирчо Димитриов, кој на денешен ден загина на Танушевци во воениот конфликт во 2001 година. Семејството на капетан Димитриов, градоначалникот на општина Виница Емил Дончев, представници на генерал-штабот на АРМА и членови на Сдруженијето на резервни офицери денеска се поклонија пред неговата спомен биста во Виница. Пред 16 години, токму на овој ден, Виница памети еден тажен датум, кога на браникот на татковината својот живот го положи капетанот Кирчо Димитриов. Еве, денес во негова чест и слава, овде се собравме да му дадеме почит и нека капетанот Кирчо и сите бранители кои што го дадоа животот за Република Македонија бидат наш мотив и подстрек за одбрана и на интегритетот и суверенитетот на Република Македонија. Членовите на резервни офицери на Македонија велат дека како организација оддаваат почит на сите бранители кои загинаа во земјава во воениот конфликт 2001 година. 16 години поред Организацијата на резервни офицери, помогната од општина Виница и градоначалникот од општина Виница, достојно со почит го одбележуваме овој датум и оддаваме почит не само на нашиот загинат бранител капетан Кирчо Димитриов, туку и на сите наши бранители кои животот го дадоа за оваа парче македонска земја. Ние сме должни да го почитуваме нивното дело, да ги чествуваме и секако да ја штитиме македонската земја. Капетан Димитриов е првиот македонски офицер кој загина во воениот конфликт во 2001 година. Младите кои поддржуваат граѓанската иницијатива за заедничка Македонија денеска организираа музички хепенинг на градскиот плоштад во Штип. Сметаат дека во овие моменти младите треба да покажат единство со цел да ја зачуват својата држава. Се собравме денес на овој хепенинг како граѓани на ова општество да покажеме единственост кога е во прашање нашата држава. Значи Македонија е се што имаме и затоа сите граѓани на оваа општина ги повикуваме да дојдат на денешниот хепенинг да покажеме единственост кога е во прашање нашата држава. Да покажеме единственост дека сме сплотени за да одбраниме нашата татковина од сите негативни влијанија кои што доваѓаат натре од општеството, како и од надворешните фактори. Како млади луѓе да покажеме дека ја сакаме нашата Македонија како унитарна држава со кирилско писмо и македонски јазик. Да излеземе, немаме повеќе време за чекање. Да излеземе со музика и песна за да ја покажеме нашата љубов кон Македонија, да ја споиме нашата младост и енергија за да ја зачуваме нашата држава. Значи преку флаери, преку боите жолтата и црвената ќе се обидеме да подигнеме свеста кај младите за
Заштита на оваа наша држава затоа што Македонија е единствена резервна држава немаме. Во Штипско Ново село денеска се чествува 136 години од раѓањето на Тодор Александров. Сдруженијето на почитувачи на личностите кои потекнуваат од Ново село, македонски патриотски здруженија од Битола, Велес и Прилеп беа дел од одбележувањето. Членовите на Сдруженијето на почитувачи на личности кои потекнуваат од Штипско Ново село, Македонското патриотско здружение Тодор Александров и уште две здруженија од Велес и Прилеп денеска во Ново село одбележаа 136 години од раѓањето на Тодор Александров, кој бил првиот претседател на историското ВМРО. Тодор Александров е роден во Штип, во Штипско Ново село, на 4 март 1881 година. Веќе македонската историја и македонската научна мисла веќе даваат позитивно место на ликот и делото на Тодор Александров. На непосредна близина на неговата родна куќа веќе е изграден музеј за музеј на ВМРО за Штип и Штипско и таму е поставена возвучна фигура од ликот на Тодор Александров. Најголема казна беше за нас што долго време тој беше избегнуван и избришан од нашата историја, меѓутоа историјата наша сега повторно се испишува и оние вистински личности кои го заслужиле вистинското место на пиедесталот во историјата на Македонија да бидат на тоа место и да се постават. На одбележувањето на 136 годишнината од раѓањето на Александров присуствуваше и претседателот на МААК Страшко Ангеловски. Тогашната југословенска, српска историја сакаше да ги скрие вистинските вредности на овој човек и денеска се поклонуваме на денот на неговото раѓање и очекуваме дека Македонија раѓа и ќе раѓа уште многу македонски синови како Тодор Александров, посебно во овие моменти кога дел од македонците свесно или не се обидуваат да ја раскрчват македонската држава, да го уништат македонското постоење, да го избришат македонското име, да го избришат македонскиот идентитет. Македонските здруженија кои денеска одбележаа 136 години од раѓањето на Тодор Александров се поклонија на неговата плоча во Штипско Ново село. Една година функционирање на Центарот за превенција во општина Карбинци. Од придобивките задоволни граѓаните од локалната самоуправа и полицијата. Пред една година профункционира Центарот за превенција во општина Карбинци. Досега немал број на граѓани побарале помош од надлежните за некој проблем во надлежност на полицијата. Придобивката од овој центар е огромна. Проблемите се пријавуваат овде. Жителите на Карбинци не мора да одат во Штип, вели градоначалникот на Карбинци. Денеска можам да кажам дека ова е успешна работа. Луѓето доаѓаат, односно вработените од секторот за внатрешни работи доаѓа секој вторник, овде се од 8 до 16 часот. Одзивот на граѓаните кои што имаат вакви проблеми е се поголем и поголем. Граѓани што имаат вакви проблеми доаѓаат претходно кај нас, па ние нели ги упатувавме во Штип, во секторот во Штип. Така да сега се овде, сега е поблиску до нив, вработените, односно полицајците можат веднаш да излезат на терен да ја согледаат ситуацијата и како може да помогнат. Од СВР Штип вела дека овие центри се сервис на граѓаните. Истиот ќе продолжи со работа во интерес на жителите, кои овде секој вторник може да ги пријават проблемите кои ги детектирале. Задоволни сме од соработката со градоначалникот што ни обезбеди просторија каде се примаат жителите од општината Карбинци, на кои им се даваат совети од областа на безбедноста. Заеднички со жителите се детектираат безбедносните проблеми кои може да се надминат. Како пример во таа насока беше одржана трибина на тема семејно наследство во неколку села, каде жителите се едуцираа како да го препознаат и пријават семејното наследство, вели началникот на одсекот за превенција во СВР Штип Ангелчо Стојановски. Карбинци е мултиетничка општина, со години градиме суживот на ова тло, така и досега не сме имале проблеми кои може да го нарушат интегритетот на оваа општина, вели градоначалникот Минов, кој истакна дека Карбинци е безбедна општина. Од 7 на подрачјето на СВР Штип функционираат само 4 информативни центри за превенција, кои се покажаа како поефикасни, информираат од полицијата, и тоа во Лозово, Карбинци, Чешиново, Облешево и Зрновци. Во Беровското село Русиново вчера изгоре борова шума. Според СВР Штип пожарот бил пријавен вчера околу пладне, а борова шума од 3 декари е целосно опожарена во местоста викана Поповица, Радански Андак. Пожарот бил искаснат од пожарникарите од Берово. Увид е извршен од страна на службеници од полициската станица во Берово.
Собствениците на домашни миленици во зградите да се грижат соодветно за истите, подсетуваат од комуналната инспекцијска служба. Кучињата да ги дресираат и да не ги шетаат без ланци и заштитни маски. Домашните миленици, посебно кучињата, доколку собствениците не ги дресираат и воспитуваат, знаат честопати да прават проблеми, посебно во колективните згради. Неретко граѓаните се вознемеруваат. Пред врата не смеам ни врата, ни требам да отворам. Смрде на мочки на кучешки лајн. Нон-стоп е врзана пред терасата. Реко неколку пати и си прават како да не е ништо. На не смета ли, не ли смета, на мене ми смета. Сакаш да чуваш, сакаш. Тргни го на некого да не смета. Качил го на 4-ти спрат, но ческа буа, ече зграда. Комуналната инспекција подсетува кукниот ред во зградите треба да се почитува собствениците на домашни животни да се грижат за истите. Во домовите исто така треба да го почитуваат кукниот ред, односно домашниот ред на становите. На становите, бидејќи ова прашање се мислам дека е за колективните стамбени згради, каде што се чуваат кучиња. И исто така во законот може да кажеме доколку тие кучиња реметат, галамат, заплашуваат, исто и тие се едноставно домашни миленици, меѓутоа и тие излегуваат надвор и прават галама, тогаш согласно законот за прекршоци против јавниот ред и мир може да се покрене постапка против тие собственици. Законот во врска со кучињата е јасен, собствениците своите миленици, кога ги шетаат надвор, да се грижат за нив, да не ги пуштаат одврзани од ланец и истите да бидат со заштитни маски. Македонски железници и транспорт лани постигнали историски најлош резултат во работењето. Ова го покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Бројките покажуваат дека македонски железници во 2016 година имале помал обем на работа и во товарниот и во патничкиот сообраќај. Со воз последните 3 месеци од минатата година патувале само 162.000 патници, што е за 54% помалку во споредба со истиот период во 2015 година. Пат имајќи и превозот на стока, со воз лани биле транспортирани околу 1.400.000 тони стока, што е за речиси 40% помалку од превезеното со камиони. Фудбалските праволигаши продолжуваат првенствената борба со одигрување на надпреварите од 21-то коло. Екипата на Брегалница на Градски во Штип ќе се сретна со тимот на Силекс од Кратово. Надпреварот со Силекс е решавачки за тимот на Брегалница за да со евентуална победа фати приклучок во борбата за зачувување на прволигашкиот статус. На Градски во Штип им доаѓа екипа која им е добро позната и со ривалство кое трае веќе со години. Брегалница немаше добри резултати во првите 3 надпревари во оваа сезона, иако не играше така лошо, и мечот со Силекс е како предизвик кој едноставно мора да се добие. Фудбалерите се должни кон навивачите, кои во голем број доаѓаат да ги бодрат, но тие засега не се должни со поволни резултати. Така беше и на историски првиот меч под рефлектори, купнат превар со Пелистер, кога ниту силниот дожд не беше пречка трибините на Градски да бидат полни. За мечот Брегалница Силекс, дрепката сакаше главен судија да биде Дејан Јакимовски, прв помошник Игор Ширилов, втор помошник Саше Тошевски, а четврт судија Марија Младеновски, сите од Скопје. За контролор е делегиран Ацо Мировски, а делегат ќе биде Адмир Зекировиќ и двајцата од Скопје. Еве ги комплетните двојки за ова 21 коло. Работнички Ренова, Шкендија Шкупи, Победа Вардар, Брегалница Силекс, Македонија Ѓорче Петров, Пелистер. Сите средби ќе се одиграат во недела 5 март со почеток во 14 часот, освен средбата Работнички Ренова која на програмата е денес. Битката за фудбалскиот исток продолжува со одигрување на надпреварите од редовното 17-то коло. Најинтересно ќе биде на комшиското дерби во Пехчево, на мечот помеѓу екипите на Китго Пехчево и Каменица Саса. Фудбалските третолигаши од групата Исток во недела на програмата ќе ги имат надпреварите од редовното 17-то коло.
Минатата недела камерата на Ирис телевизија беше на прекрасен терен во Виница, на кој во една фајтерска игра која ја прикажа екипите на Слог 1934 и на Кит Го Пекчево сепак славеа гостите. Единствениот стрелец на оваа надпрва беше Мартин Димовски. Во недела камерата на Ирис телевизија се сели во Пекчево, каде што ќе се сретат екипите на Кит Го Пекчево и Каменица Саса. Домикините сериозно си ја сватија работата и веќе 2 дена се во карантин во комплексот Гого во Пекчево со цел што поспремно да го дочекаат овој дерби надпревар. Велиме дерби, бидејќи со евентуална победа екипата на Кит Го Пекчево ќе фати приклучок со екипите во самиот врв на табелата, ако се бора за влез во втората македонска фудбалска лига. Еве ги комплетните двојки за оваа 17-то коло. Малеш Слог 1934, Кит Го Пекчево Каменица Саса, Василево Плачковица, Рудар 1947 Беласица, Брегалница Гола Каработик Джималија и Осегово Тиверија. Екипите на Напредок Здраве Радово и Новчеполе се слободни. Сите надпревари ќе се одиграат во недела 5 март со почеток во 14 часот. Во недела во Штип ќе се одржи боксерскиот меч помеѓу екипите на Пинк Пантер од Штип и на Војводина Спартак од Нови Сад. Ова е прв надпревар во рамките од регионалната боксерска лига, во која се надпреваруваат 7 екипи од Македонија, Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Боксерскиот спектакл ќе се одржи во недела 5 март во спортската сала Јордан Мјалков со почеток во 17 часот. Со информациите од спортот ги завршуваме овие саботни вести на Ирис телевизија. За повеќе прочитајте на iris.mk или посетете на социјалните мрежи. Пријатно! Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали, Спорт клуб 1, 2 и 3 и ХД канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас е бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. Едбул ти дава крилја. И после 20 години се уште со вас. Се уште наевтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации.
Правите свадба, имате роден ден, одбележувате јубилеј, ви дошле гости или едноставно сакате да уживате. Мафини е вашиот вистински избор. Торти по нарачка, колачи и многу чоколадни задоволства. Секоја ваша сладка фантазија кај нас станува реалност. Нарачки на 078 350 257 или побарајте не на Facebook. Мафини, затоа што со нас животот е посладок. Купувате на ефтино, свеќе примула мала, 39 денари, кунска крпа, 32